Во студиото на Македонија денес и веќе најавив зашто ќе зборуваме во првиот дел од емисијата, секако ќе ве вклучиме и вас, затоа што темите кои што се секогаш поврзани од областа на здравството се наменети за нашите редовни гледачи, за вашите прашања и сето она што сакате да го дознаете, да искористите можноста на нашите пријатели, специјалистите доктори кои што на огромна чест и задоволство се дел од нашата емисија и секогаш одговараат на нашите барања да дојдат во нашето студио и несебично да ги споделат своите искуства, своите совети со нас и вас, нашите редовни гледачи, се со цел да превенираме кога станува збор за нашето здравје. На 6 мај беше денот на борба против мозочните удари, се одбележа и кај нас во главниот град и во Македонија и верувам дека е добро не само на 6 мај, туку секој ден да се зборува за ризикот кој што го носат мозочните удари, начинот како можеме да ги препознаеме, да превенираме и секако да размислуваме за здравиот начин на живење кој што и во доста голема мера може да превенира не само кога станува збор за мозочните удари, туку и за останатите здравствени проблеми кои што се јавуваат. Апелираме секогаш на здрав начин на живење, ние и нашите доктори кои што се дел од Македонија денес, а ова утро на огромна чест и задоволство повторно во нашето студио имаме доцент доктор Драгана Петровска Петровска, невролог од клиниката за неврологија. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, Сања. Добро утро до гледачите на на утринската емисија на ТВ24. Драго ни е што сте денес повторно дел од Македонија денес и што ете ќе зборуваме за една можеби не така убава тема, но многу значена. За жал, секако вела дека на секои 5 секунди во светот, Светската здравствена организација го изнесува тој податок, лице добива мозочен удар. Ова е навистина бројка која што не загрижува. Да, бројката е загрижувачка. Светската здравствена организација излезе со податок во светски рамки дека на 5 секунди имаме лице со мозочен удар. Мозочниот удар е сериозно заболување. За жал, ретко кога имаме предвестник дека ќе се случи ова заболување, а по дефиниција представува нагол прекинок на крвотокот во некоја регија од мозокот. Генерално две причини се, или запушување на крвниот сад со згрушок, кој што може да допатува од друг дел на телото, или пак едноставно со текот на времето да се формира во тој даден крвен сад, или пак да настане прскање на крвниот сад, односно руптура на крвниот сад, со што ќе настане крварење во мозокот. Значи, генерално ги делиме на исхемија, на исхемичен мозочен удар, каде што имаме тромбоза и на мозочно крварење. Мозочно крварење? Да. Заболувањето е многу често. Според светската статистика, 15 милиони луѓе страдаат од мозочен удар. За жал, 5 милиони од нив завршуваат летално со смрт, а 5 милиони остануваат трајни инвалиди, што представува дополнителен терет како за општеството, така и секако за семејството кој што го понесува теретот околу негата и третманот на овие болни. Рековте дека не може нешто да го најави мозочниот удар, доаѓа така од ненадеж се случуваат, но ете, јас споменав на самиот почеток колку е значаен здравиот начин на живење. Можеме ли некако во текот на нашиот животен век да превенираме, затоа што вообичаено, како што кажавте, нели мозочните удари, односно пред разговорот го споменавме, тоа се случуваат во подоцнежната возраст некаде, иако мораме да напоменеме се случуваат и доста порано во последно време. Точно. Ова е заболување на старата популација. Во голем ризик влегува населението над 65 години, но не така ретко се случува и кај помладо население. Значи, веќе над 55-та година двојно ни се зголемува ризикот за добивање на мозочен удар. Неретко заболување и кај млади луѓе, особено, например, ако имаме пропуштено диагностицирање на мал отвор кој што може да се јави помеѓу преградите на срцето, каде што мешањето на крвта доведува до формирање на згрушок кој што најчесто оди или во мозокот или пак во белите дробови. Ризик фактор се и бремените жени, со оглед дека се подоцна, да кажеме, се случува првата бременост кај жените, постои голем ризик за зголемена згорчување на крвта и појава на мозочни удари кај овие жени. И секако проширување на крвните садови кога зборуваме за крварења, кои што не знаеме дали ги имаме во себе и можат нагло да преснат и да доведат до мозочно крварење. Така да апсолутно под ризик сме сите.
Секако здравиот начин на живот е тој што постојано апелираме и го кажуваме. Првично сакав да споменам дека во ризик факторите можеме да ги поделиме во две големи групи. Првата група се преморбидните состојби, значи болестите што се ги носиме претходно во животот, и како доминантен ризик фактор е покачениот крвен притисок. Некако со годините пациентите забораваат да одат редовно на контроли. Со самото тоа ја зимаат терапијата, меѓутоа не се контролираат. Често пати знаат и да не го мерат крвниот притисок, а ја зимаат терапијата и немаат увид дали таа терапија воопшто им делува. Така да и би апелирала да се оди редовно на закажаните контроли кај кардиолозите, се со цел да се избегнат нагли, неконтролирани скокови на крвниот притисок. Тоа е првиот ризик фактор. Вториот ризик фактор е за мене една од најсериозните болести, тоа е диабетот, шекерната болест, која што секогаш веламе тивок убиец. Варијациите на шекерот во текот на денот се оние кои што делуваат на оштетување на зидот на крвните садови. Така да крвните садови кај лицата со шекерна болест се поинакви. Крхки и лесно можат или да преснат или пак да се подложни на формирање на тромби во нив. Здравиот начин на живот секако, апсолутно лошите навики, пушењето, конзумирањето на алкохолот, треба да се избегнуваат, тие се едни од најсериозните ризик фактори, меѓутоа и дебелината и неспортувањето. Колку што сме подебели, колку што имаме поголема маса на подкожно масно ткиво, толку имаме поголем ризик од заболувања. Не само мозочниот удар, тука се и покачениот крвен притисок, тука е секако и шекерната болест. Живееме во време стресно, со многу нервози, многу напнати моменти, што на работните места, што во секојдневниот живот, и тајки по постигнување на сите цели кои што ги имаме, забораваме на нашето здравје, а стресот и сето тоа на еден начин можеме да кажеме дека е тивок убиец на нашето здравје, колку тој делува врз појавата на мозочниот удар. Да, и хроничниот стрес, и ексцесивниот стрес, и наглиот стрес, што знае да дојде од некои шокови моменти, го ништат нашето здравје. Пред се емоционалната сфера, луѓето знаат да се затворат во себе, да станат напнати, нервозни. Гледаме сите околу нас, понекогаш и дури неадекватни реакции од некого за мала ситна работа, знаат бурно да изреагираат, а се тоа заради наталожен емоционален стрес. Значи, депресијата и напнатоста, анксиозноста доминираат меѓу населението. Така да би апелирала колку можат, значи да ги искористат сите можни механизми, да се дружат, да се смеат, да не ги земаат толку при срце работите што ги погодуваат, се со цел да си го заштитат здравјето. Да. Тука некаде ќе ги потсетим и гледачите дека телефонските линии се отворени за сите ваши прашања поврзани со мозочните удари. Од Рижија веќе јавуваат и дека го имаме првиот гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете во програма, сте, кој ни се јавува? Се јавувам од Скопје. Јас 5 јануари добив церебрален инфаркт, да речеме, тоа мозочен удар. Ме интересира, јас се движам, мислам, сем левата рака и левата нога ми трнат, циркулација немам. Каков е начинот за да се направи побрзо циркулација, за да можам да ги движам слободно левата нога и левата рака? Тоа ме интересира. Најголемата мака, јас мрдам прстите, нозете, али немам осет, чувство немам дали во левата рака имам нешто, левата нога механички одам, да кажеме, дали постои начин за побрза циркулација да се направи на некој начин. Ете, тоа ми е најболното. Така, ви благодариме за јавувањето. Докторке, ете, едни од проблемите кои се јавуваат по доживувањето на мозочниот удар. Се последиците. Да. За жал, после доживен мозочен удар останува резидуална слабост или пак неспретност на едната рака, на едната нога, некогаш пречки со голтањето, пречки со зборувањето, кои што
не така брзо знаат да се повлечат. Значи, рехабилитацијата трае дури до првата година после појавата на мозочниот удар. А пациентката, колку што разбрав, имала мозочен удар на 5 јануари, значи веќе се поминати скоро 5 месеци и би требало веќе интензивно да работи физикална терапија. Очекувам дека докторот кој што ја лекувал и дал адекватна терапија, генерално терапија која што штити, која што не штити како секундарна превенција од повторен мозочен удар е антиагрегационата терапија или пак можеби поинаков тип на терапија во зависност на причината и антилипемичната терапија, тоа се двата главни лека кои што ги даваме. Она што е потребно во моментот, секако тоа е свисната, млитава рака, нога, е потребата веќе после 5 месеци од интензивна физикална терапија. Значи, би ја посоветувала пациентката да се обрати токму на физијатар, бидејќи тоа е главната етапа сега во низиното опоравување. Докторке, што доколку ги занемариме можеби првите симптоми на мозочен удар или како велат некогаш некои луѓе и добиваат мозочен удар без да го потврдат неговото појавување? Точно, да. Колку тоа е опасно за нашето здравје? Кај дел од мозочните удари имаме предвесник. Тој се вика транзиторна исхемична атака. Значи, минлива слабост на раката и ногата, која што ќе потрае неколку минути и ќе се повлече. За да се повтори, можеби во текот на истиот ден или потоа, тоа е како предвесник, да кажеме, на мозочен удар и тоа е една сериозна состојба која што треба да се препознае од страна на докторот и пациентот секако да се згрижи и до испита, се со цел да се види главната причина за мозочниот удар. Но кај дел од пациентите не се случува таков предвесник, значи одеднашка знаат да се разбудат со фатена рака, нога или пак станале, почнале некоја активност во текот на денот и се инсталирала таа слабост на раката и на ногата или пречките на говорот. Апсолутно потребно е, еве и апелирам до населението, веднаш да се повика итна медицинска помош. Има обучен тим, доктори, кои што ќе можат да препознаат дали се работи за мозочен удар, некогаш не е мозочен удар, некогаш е сосема друга состојба, и што е можно побрзо да се транспортира до единиците каде што се третираат пациентите со мозочен удар. Тука правиме брза диагностика и потребно е за кратко време да отпочнеме со терапијата. Временскиот прозорец за она што е согласно медицина базирана на докази третман кај овие болни е многу краток. Значи пациентот треба да стигне до таа единица, да се направи диагностика, да се земат лабораториски анализи кои што нам ни се битни и потребни и да отпочнеме со третманот унутар првите 4,5 часа. Тука малце ни е тешко на ниво на државата, зборувам. Во Скопје релативно добро се организирани екипите на итна медицинска помош и имаме дојава кога ни носат таков пациент за да можеме да се организираме и ние како тим да ги прифатиме овие болни. А она што во зародише и отпочна да се работи во нашата држава е и друг тип на терапија, која што според водичите што ги имаме за третман на мозочни удари е и многу поефикасна. Тоа е практично интервентна постапка, се влегува со специјална жица, катетер, која што има омча на крајот, со цел да се фати згрушокот кој што ни го затнал крвниот сад и да се извади од циркулацијата, со што ќе настане моментална реканализација и комплетно повлекување на невролошкиот дефицит кој што настанал во текот на мозочниот удар. Гледачите ги поканиме и понатаму да се јавуваат на телефонските линии. Ние продолжуваме со разговорот откако ќе се диагностицира добиениот мозочен удар, секако следува терапијата која што мора да биде запазена од страна и на пациентот. Упорноста, како што кажавте и вие и гледачката која што се јави, не смее да падне на ниско ниво за да се видат промените. Може да се дојде до подобрување и во враќање на функцијата на изгубените активности на органите. Да, секако. Се зависи од големината на мозочниот удар. Имаме големи мозочни удари, кои што знаат да ни остават сериозни секвели, значи комплетна одземеност на раката и ногата. Тоа се веќе сериозни последици кои што можат да останат и дефинитивни до крајот на животот. Меѓутоа, во колку е слабост од средно тежок степен, од полесен степен, апсолутно има големи можности да се рехабилитира овој пациент.
Првично сме комплетно променена стилот на живење. Тоа се најчесто лица кои што не го контролирале крвниот притисок, кои што не го контролирале шеќерот во крвта, че сепак е ризична група. Со лоши бојазни, обезни луѓе. Така да прво што советуваме е тоа и генерално ги советуваме понатака да прават редовни контроли и кај другите интернистички гранки, а потоа и кај нас. Даваме лекови, апсолутна заштита нема, ризикот за повторен мозочен удар е голем. Во првата година после појавата поголем, а со текот на годините потоа упаѓа ризикот. Терапија која што ја даваме, веќе ви ја споменав. Во секој случај да она што се бара е упорноста и на фамилијата и на пациентот, вие секогаш сте тука расположени да им помогнете на сите оние. За жал голема е бројката и во Македонија на пациенти кои што добиваат мозочен удар, дали е почест кај мажите или кај жените, или пак имаме некоја еднаквост во однос на Па на жените хормоните најверојатно подолг период не штитат, не чуваат, да. Почест е кај мажите, а можеби и лошите навики на живење. Можеби тоа е ризикот повеќе да е почеста кај машката популација. За жал, нашата држава е во групата на земји каде што имаме висока и инциденца и преваленца, значи висока појава на мозочни удари. Последната официјална статистика имаме и поновано официјалната статистика ќе ја кажам од 2016 е дека во Република Македонија имаме 100 заболени на 100.000 жители. А ново диагностицирани имаме 300 на 100.000 жители. Значи тоа е прилично голема бројка. Да, навистина. Јачината на ударите ни е исто голема. И стапката на смртност е висока, значи некаде околу 7,7% имаме стапка на смртност. Тоа е голема бројка. Значи дека мораме да работиме на подигнување на свеста на граѓаните за здравиот начин на живење. Ете, имавте можност да имате отворен ден за денот на мозочните удари. Голем број на граѓани сепак дојдоа да проверат својот крвен притисок, да поразговараат со вас. Сметате ли дека можеби со вакви поголем број на кампањи и на активности можеме да го спасиме населението? Секако. Кампањите, движењето меѓу населението е најдобриот контакт кога можеме тет-а-тет да подискутираме за проблемите. Тоа го направивме на 7 мај, имавме една акција во склоп на неделата на сестринството и ние како клиника учествувавме, клиниката за неврологија. Направивме еден така интересен скрининг помеѓу населението и добивме фрапантни бројки, изненадувачки бројки, че во главном беа возрастни луѓе кои што веќе примаат терапија. Правевме мерење на крвен притисок, тоа беше во утринските часови и зимање на нивото на шеќер во крвта. За жал, кај 90, можеби повеќе, посто од луѓето кои што примаат терапија за крвен притисок, имавме незадоволителни резултати. Значи, измеривме високи вредности на покачен крвен притисок и покрај утринската земена терапија, така да со едни стикирчиња со црвено, зелено и жолто, во зависност од добиените резултати, ги маркиравме и ги посоветувавме да направат повторна контрола кај својот доктор. Ние апелираме секако до сите оние кои што имаат висок крвен притисок, проблеми со дијабетот, редовно да го посетуваат докторот и да водат грижа за своето здравје, затоа што она што го кажавте во однос на бројката е навистина фрапантно. Рековте дека Скопје е добро екипиран. На останатите градови колку може да биде тоа проблем транспортот на лицето со мозочниот удар до центарот овдека во Скопје и спасувањето на неговиот живот? Дали тука можеби ја добиваме оваа висока бројка, невможноста на навремено пристигнување? Да, прво е свеста кај населението. Обично фамилијата реагира со се што знае и уме, па се чека време да се опорави и тука се губи големо време. Откако ќе се свати дека нешто не е во ред, дека е најверојатно мозочен удар, бидејќи клиничката слика е многу јасна. Имаме и протоколи за да се препознае, фаст протоколот, или брзо, преведен на македонски, значи спуштај се нагол, слабост во раката, неспретност во раката и ногата, говорот, лесно се препознава, меѓутоа сепак знаат семејствата да не реагираат веднаш што да побараат лекарска помош. Потоа е секако втората карика, транспортот до соодветните центри.
Тромболитична терапија генерално се дава во сите поголеми градови во Македонија. Меѓутоа, ви кажа, временскиот прозорец е многу мал. Само 4,5 часа. И тоа поможно, што е можно порано, тоа подобро. Тоа ни говори нашето искуство. Првите 2 часа во колку се реагира, имаме многу подобри ефекти од што подоцна. Секако овој тип на терапија си носи ризици. Тоа секогаш им го кажуваме на фамилиите пред да ја аплицираме терапијата, бидејќи можеме од запушен крвен сад да направиме трансформација, значи крварење на местото на ударот. Опасно е се тоа што се зборува доколку се остане занемарено и доколку се стават настрана сите овие симптоми. Докторке, доколку некој во семејството има доживеано мозочни удари, колку е голема можноста и поколенијата, децата, дали генетски е поврзана појавата на мозочните удари? Па постои, да, за жал, поврзаност да имаме појава на мозочни удари во генерации на семејствата. Тоа го добиваме кога земаме анамнеза и кога знаеме и од тој од кој што земаме анамнеза, значи синот или ќерката, дека и они имаат покачен крвен притисок или диабет. Ризик факторите се тие што ги наследуваме, шеќерната болест, хипертензијата, а тие се ризик фактори пак за последиците, тоест мозочниот удар. Да, одрежена јавува дека имаме повторно гледачна линија. Добро утро, за кого? Добро утро, убав и среќен ден ваш и на вашата гостинка. Едно прашање. Како е можно, јас не сум имала ни притисок, ни шекер и наеднаш добив и шекер и притисок, а сега ми се не се регулира шекерот, тука ми паѓа, тука ми се качува, исто и притисокот, кога ми се качува притисокот, кога ми се симнува. Зошто е така, не знам. И ја морам по 2-3 таблети да испијам, главата ми пука. Ве молам да одговор и унапред ви благодарам, пријатно. Ви благодариме за јавувањето. Така, ова е едно прашање кое што бара внимание. Значи, јас би ја посоветувала пациентката која што се јави, господјата која што се јави, да си отвори едно картонче, каде што ќе го мери притисокот, еве да кажеме минимум една недела, наутро, наручек и навечер, за да види каде практично не делува терапијата. И со истото тоа картонче да појде кај својот матичен доктор, кој што во колку увиди дека е потребно специјалистичка контрола, ќе ја упати на кардиолог да се смени терапијата која што ја зима за крвниот притисок. Истото важи и за шеќерот. Потребно е да направи неколку пати во текот на денот проверка на нивото на шеќерот. Можеби терапијата не е погодена. Не ја прашавме дали пие таблетки или пак се боцка со инсулин. Со оглед дека се работи за возрастна господја, препораките се инсулинска терапија, бидејќи ни го одржува нивото на шеќерот во текот на целиот ден и целата ног во едни разумни вредности. Таблетките знаат да прават голема варијација, значи од нагло пат до 2-3 да кажеме милимоли на литар шеќер и нагли скокови, така да треба, ако вака се случува, да побара консултација со ендокринолог. Да, јас се надам дека гледачката е задоволна. Оно што во секој случај треба да се направи, да се посети доктор и да се води сметка за своето здравје. Самата таа кажа дека досега немала крвен притисок, ниту проблеми со шеќерот, но ете во овие години веројатно сето тоа се појавува. Возраста ни е ризик фактор за заболувањата. Да, токму поради тоа мора да се внимава и навреме, да се реагира, да се прават редовни контроли. Во текот на временскиот период во годината кога најчесто се појавуваат мозочните удари, има ли тука можеби некоја разлика? Кој период од годината е најчест кога вие за жал на вашата клиника имате можеби најмногу работа и гужви со мозочните удари? Ние стално ги советуваме пациентите, внимавајте кога е ладно, внимавајте кога е топло и они внимаваат. Но најголем проблем ни е есента и пролета, кога практично имаме промена на годишните времења, кога имаме варијации во текот на денот, дожд, сонце, висока ниска температура, знаат да направат сериозни барометарскиот притисок, познато е во воздухот, познато е дека делува на крвниот притисок, така да знаат да направат варијации во крвниот притисок и да не ги направат мозочните удари. Така да пролета и есента ни се вака периоди во годината кога имаме зголемена појава
на мозочни удари. И период кога пациентите треба посебно многу да внимаваат, препораките да ги слушаат од ваша страна. Рековме дека за жал мозочните удари се случуваат и доста порано него онаа возраст која што секако можеби како дефиниција дека се јавуваат некаде после 65-та година. Начинот на живење прават да луѓето имаат доживеат мозочни удари и многу порано, но пред секако да ми одговорите кој е најмладиот на кого секако има доживеано мозочен удар, доколку имате можеби некоја статистика, да го вклучиме и гледачот кој што веќе го имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Јас извинувам, сепак се работи за удари. Јас имав срцев удар пред 10 дена. Тоа ми е втор и голема благодарност до доктор Пековски што стварно ме врати во живот. Не знам дали докторката го знае, али стварно се работеше за минути беа питање, али стварно човекот направи се од себе и сега сум здрав и жив и тоа. Толку имам да кажа. Ви благодариме многу и секако ви посакуваме добро здравје и редовно одете на контроли и грижете се за вашето здравје. Ние тука по вас го вклучуваме веднаш и следниот гледач кога го имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Кој ни се јавува? Едно прашање. Повелете. Имам 10 години. Да. И осеќам некакво умор на нозеве од половинава до коленава и на рацеве. Дали тоа се однесува на нешто поврзано со главата? Има неколку време, веќе можда 1 месец, како да ми се клучат нозеве. Не можам не сум сигурен да застана. Тоа е моето прашање до докторката, ако може да ми одговори. Ви благодариме за јавувањето. Па секако треба пациентот да се прегледа кај нас. Може да се работи за невродегенеративно заболување. Самиот преглед ќе ни укаже во кој правец да се насочиме. Може би се работи за Паркинсонова болест, може би се работи само за пречки со рбетот. Секако прегледот од невролог е добре дојден за господинот. Да, имаме повторно гледач на линија кој што не очекува. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Јас сум на возраст од 66 годишна и сега имав пред една недела доста висок притисок и многу прокрварив низ носот. Ме слушате? Да, повелете, ве слушаме. Крварив. Тоа ми е втор пат, еднаш ноќ прокрварив. Одма отидов на болница, ма многу крварив, дури извинете позасирени. Така. Како пелте излегваше низ нос. Да се работи за висок притисок или за мозочен удар нешто. Ви благодариме. Често, ево сега со терапија го намалив крвниот притисок. Редовно ја примате терапијата? Молим? Дали редовно примате терапија за вашиот крвен притисок? Да, сега редовно се намали со бев и вчера, баш завчера во синдикални, правев и тест и на точак и за ехо и за тромботест, е во ред. Само јас ви осеќам омалаксаност. Дали годините не сум толку и дебела, ама ми викат намали 80 тежина, 1,70 м. И сега што е во прашање ова крварење, ме многу ме запрашува. Така, ви благодариме за јавувањето, докторке. Која е причината поради крварењето, дали високиот крвен притисок? Апсолутно. Имала среќа господјата што на тој начин успеле практично и да го намали покачениот крвен притисок. Сигурно бил многу висок. Крвните садови на носот се кршливи и кај некои пациенти кои што знаат да направат нагол скок на притисокот, знаат да преснат и да направат крварење од носот. Ја поздравувам, бидејќи отишла на време да направи детални анализи и очекувам дека тоа нема да се повтори заради тоа што е дадена адекватна терапија која што нема да дозволува такви скокови и варијации во притисокот. До некаде можеби ја спасило крварењето од носот, ништо сериозно. Изгледа страшно, но во тој момент и помогнало. Да, затоа редовно треба да се води грижа за здравјето, да се прават контролите и секако да се намалат можеби оние ризици кои што можат да доведат до повторно случување на оваа појава. Имаме повторно 20 гледачи на линија, го вклучуваме првиот. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува, повелете, во програма сте. Поздрав до вас, до докторката. Ви благодариме. Едно прашање за докторката. Се прави операција од ортата.
и пред година дена. И сега кога се движам, десната нога, мислам, многу ми се заморува, мора да одморам па за да продолжам. Така. Пијам цилесо за циркулација во сртантија, таблетите, терапијата ја земам на време, али ногата многу ме заморува, да речеме, ќе одам 20-50 метра, па треба да одморам па за да продолжам. А за циркулација, господине, дали зимате нешто? Цилесо. Така, добро. Да. Ви благодариме вам за јавувањето, ќе го вклучиме и следниот гледач, па ќе дадеме одговор и на вашето прашање. Повелете, добар ден, добро утро. Добро утро. Кого имаме на линија, повелете со вашето прашање. Интересира само едно прашање. Дали за мозочниот удар, сем ксералтото, лековите што се многу скапи, што не сме во можност да ги купуваме, дали постои замена некоја? Замена, соодветна замена за ксералтото. Оти почнавме, пошто се многу скапи тука и во Косово одиме ги купуваме и така натака. Многу се скапи. Ви благодарам за јавувањето, ќе одговориме и на вашето прашање, но најпрво секако на претходниот гледач кој што има проблем со ногата. Тоа што го опишува пациентот, познато е кај нас како циркулаторна клаудикација, се јавува заради пречки во циркулацијата која што настанала после интервенцијата на аортата, предпоставувам абдоминална или торакална аорта. Треба да направи контрола секако кај неговиот интервентен васкуларолог кој што е правел интервенцијата и очекувано е првите месеци после интервенцијата да ги имаат тие тегоби. Според мене сметам дека е добро заштитен со добра терапија, можеби ќе треба и нешто дополнително, но секако ќе треба да се направат одредени тестови на крвта. Во однос на второто прашање, мислам дека се работи за пациентка каде што во основа има неправилна работа на ритмот на срцето, тука обично го даваме антикоагулантна терапија. Лекот кој што го спомена е лек кој што се препорачува согласно сите водечи за третман на мозочни удари заради ниското ниво на ризик фактори и можности од компликации како што е крварење системски, мултисистемски во телото и е освен што е побезбеден и е попријатен во смисла на нема потреба секој месец да се прават проверки на крвта. Секако дека има поевтин лек, тоа е синкумот, кој што пациентите го добиваат на рецепта, но е помалку безбеден и бара постојано на секој месец да се прави шема практично за земање на овој лек. Јас тука ќе морам да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување и тоа што одговоривте на прашањата на гледачите. Од режија веќе ни јавува дека немаме повеќе време за разговор, но се надевам и сигурно сум дека ќе имаме повторна можност да се видиме. Во меѓувреме ги покануваме сите оние кои што сакаат да водат сметка за своето здравје. Вие сте достапна на клиниката за неврологија, доцент доктор Драгана Петковска-Цветковска. Ви благодарам многу што ете и денес бевте заедно со нас и расположени да ни ги дадете сите овие одговори кои што верувам ќе допринесат за подигање на свеста од навремените контроли и водењето на здравиот начин и грижата за нашето здравје. Секогаш сме тука за нашите пациенти и ви благодарам на поканата. Ќе се видиме во некоја следна пригода. Убав ден на сите. Драги гледачи, и вам ви благодарам што со внимание го проследивте овој прв разговор во утринската Македонија. Денес се надевам дека беше доста корисен за сите вас кои што сакате да се грижите за своето здравје. Доцент доктор Драгана Петковска-Цветковска секогаш расположена да ги даде одговорите. Секако сите вие кои што ќе побарате на клиниката за неврологија ќе запознаете една исклучителна жена и докторка која што несебично ќе се грижи за вашето здравје и верувам дека ќе стане и ваша добра пријателка како и ваша така и на вашето здравје. Тука ќе се одјавиме со една музичка numera од овој прв дел од нашата емисија за да ги погледнеме најновите вести од земјата и светот, а потоа се враќаме назад во нашето студио и си продолжуваме со нашите останати разговори.